Со паралелни активности во Скопје и Париз беа одбележани 135 години од раѓањето и 94 години од смртта на доктор Анастас Коцарев, светски познатиот онколог од македонско потекло роден во Охрид, кој почива во Париз. Главниот настан се одржа во Скопје, во Музеот на македонската борба за самостојност на 26 март на неговиот 135 роден ден пред представници на политичкиот, академскиот и дипломатскиот врв во Македонија. Настанот беше во организација на Сдруженијето заборавени македонци од Париз во партнерство со Музеј на македонска борба за самостојност од Скопје и беше модериран од двајцата подпредседатели на Сдруженијето Ана Дуковска и Георги Гоце Дуртановски. Програмата започна со едноминутен молк во почит кон жртвите од трагедијата во Кочани. Воведна реч одржа директорката на музеот Анче Илиевска, која рече дека за прв пат во Музеот на македонската борба одаваме почит и признание на ликот и делото на доктор Анастас Коцарев, кој со оглед на неговите врвни заслуги во науката и за македонската кауза заслужува соодветно место и внимание во македонската историска наука, а со тоа и негово музејско представување во Музеот на македонската борба, чуварот на македонската историја. Потоа се обрати македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Анастас Коцарев е доказ дека големите научници ја бришат разликата меѓу малите и големите држави и малото го прават големо. Од една страна јас се чувствувам голема и големо, кога зборувам за македонецот светски глас, а од друга страна ја сваќам амбивалентноста на националната припадност, кога зборувам за научник, преселник, светски профил, чиј гени е цивилизацијско обелешје и му припаѓа на светот. Оти поседува ум, како што вели Тихон, побрз од светлината, знаење и мисла, што пропатувале низ вековите. И денеска се со нас. Јас си верувам дека и денес патува низ универзумот, формирајќи го Коцаревото македонско, француско, швајцарско созвездие. Од секогаш сум верувала дека има нешто посебно во Охрид, не затоа што сум родена во Охрид. Анастас е посебен охриѓанец, израснат во старо, угледно семејство. Образовниот пат го почнал во родниот град, го продолжил во Солун, а како што веќе чувме, дипломата по медицина и двата докторати ги стекнал во Женева се обата, или каде што едниот, другиот во Париз, каде што станал асистент и доцент на универзитетската клиника. Кариерата го води во Париз, каде ако некај професорката и директорката на лабораторијата за радио на Универзитетот Сорбона, Нобеловката Марија Склодовска-Кири. За жал, починал млад во 1931 година, веројатно од смрт врзана за неговата работа. Оваа област во која тој е врвен не ми е блиска и затоа сум восхитена. Знам дека неговата научна преокупација била диагнозата и третманот на ракот, како што веќе чувме, со помош на радиумот, што јас го обвинувам за неговата прерана смрт. Знам дека е првиот научник кој изработил рентгенографија на фотографска плоча на пациент заболен од рак. Но не ми е многу јасно што значи тоа. Но едно ми е јасно. За нас, македонците, доктор Коцарев е познат како вистински инспиративен зон политикон, храбар, луциден, македонски политички активист во Швајцарија и во Франција.
Како што веќе чувме, тој е иницијаторот, предводникот на обединувањето на македонските друштва во Цирих и Лозана, во заедничкото друштво на македонците за независна Македонија, чиј што председател станал. Веќе беше спомената Версајската конференција. Да, тој е човекот кој што поднел барање за 3-члена комисија која што би ги застапувала интересите на македонскиот народ, но и тој кој поднесувал бројни петиции за праведно решавање на македонското прашање. Многу пати сте ме чуле како се повикувам на Вилсоновото начело и на правото на самоопределување, и не само историчарите, туку и ние, политиколозите и правниците, добро знаеме што подразбира правото на самоопределување. Впрочем, врз основа на правото на самоопределување македонскиот народ влезе во Југословенската федерација и врз основа на правото на самоопределување, повикувајќи се на него, си замина од неја. Колку за размислување. Сите знаеме дека самоопределувањето значи право на свој устав, на име, на знаме, на химна, на политички систем. И тоа е нешто на што се повикуваме и се повикувавме на него и во случајот на украинскиот народ и на Украина. На прекрасниот на неговиот прекрасен ум, Нобеловата награда за медицина меѓу двете светски војни му била на дофат. Анастас Коцарев се уште е цитиран пионир во радиографијата и онкологијата. Тоа за мене го прави безвременски научник, личност на која што човештвото заради доброто што му го дал, многу и должи. За мене тоа е олицетворение на моќта на науката, која што не познава граници, а воден од максимата уби бене и би патрија, ама никогаш не ја заборавил својата патрија, Анастас ги поврза Македонија, Франција и Швајцарија. И мене ми е многу мило што и денеска овде се присутни францускиот амбасадор и швајцарската амбасадорка. Оно што сакам да го кажам е дека заедничкото македонско-француско-швајцарско чествување на великиот научник во нивно присуство толкому ја манифестира и ја докажува огромната обединувачка моќ на науката. Затоа јас честопати велам дека инвестициите во наука се најдобрите инвестиции. Анастас е охридскиот вруток на научната инспирација. На париските откривачи на заборавените македонци и на домакините од Музеот на македонската борба за независност им посакувам успешно пишување на романот Река, како што велат французите, на одисејата на многуте знајни и незнајни умови, кои што порано или подоцна блеснуваат и се вгнездуваат во македонската историја. Силно го поздравувам македонско-француското партнерство меѓу Бонди, општината и Охрид. Посакувам да видам улици и плоштади со негово име. Сакам да застанам и да се поклонам пред споменик посветен на Коцарев. Сакам да видам обележја со името на овој научен горостас. Се разбира, копнеам раскошниот и бунтовен дух на Анастас Коцарев да се врати дома во Охрид.
На крајот една поука. Не знам дали ни е клетва, ама доцна дознаваме за најумните македонци. Затоа, јас, бидејќи благодарение на Институтот за хемија, имав можност да ја чујам видео пораката на Светлана Мојсов од Њоршкиот универзитет и да откријам, да дознам дека и таа била дел од 2 тима што се овенчале со Нобелова награда за медицина. Си велам да не треба ние навреме, бидејќи слушам дека повторно Светлана со нејзините истражувања во поглед на липидите и на диабетисот има шанса да блесне како кандидатка за Нобеловата награда, навреме да си ги заштитиме и да си ги почитуваме и да си ги славиме најдобрите. Градоначалникот на париската општина Бонди, Стефан Ерве, пак ќе упати поздрав од име на општината Бонди за настанот организиран во Музеот на македонската борба во Скопје преку видео порака и изрази длабоко сочувство за трагичниот настан во градот Кочани. Сега за кратко ќе се префрлиме кон нашите пријатели во Париз. Од општината Бонди, тоа се нашите партнери во проектот кој ја презеда обврската за чување на гробот на научникот, и од таму имаме порака од градоначалникот на општина Бонди, Стефан Ерве. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. Ве поздравувам сите. Иако сум спречен да бидам денес со вас, ми представува особена чест што можам да ви се обратам и да бидам дел од оваа церемонија во чест на 135-тиот роден ден на доктор Анастас Коцарев. Најпрво, од име на градот Бонди, сакам да изразам искрено сочувство до сите семејства погодени од пожарот во ноќниот клуб во градот Кочани. Моите мисли се со семејствата на жртвите, оние кои ги загубија своите животи и оние кои беа тешко повредени. Нашиот град Бонди веќе неколку години негува цврсти пријателски врски со Македонија преку комеморациите во знак на почит кон доктор Анастас Коцарев, кој е погребан овде во нашиот град, а ние секоја година му оддаваме почит на неговиот гроб. Доктор Анастас Коцарев беше научник кој заедно со Мари Кири работеше во областа на радиологијата и борбата против ракот. Тој ја имаше можноста да работи на најголемите универзитети, особено во еден од најпрестижните француски универзитети на Сорбона. Покрај тоа, тој имаше и активна политичка улога и беше посветен на независноста на Македонија. Денеска, преку оваа комеморација, сакаме да ги нагласиме и продолжиме нашите пријателски врски со Македонија, базирани врз солидарност и културна соработка. Ја користам оваа прилика да испратам срдечен поздрав до градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој пред 2 години беше наш гостин во Бонди и заедно се поклонивме пред гробот на доктор Коцарев, а со неговата посета ги поставивме темелите на нашето пријателство меѓу двата града кои сакаме да ги продлабочиме и во иднина. Посакувајќи ви успешно и достоинствено одбележување на ликот и делото на доктор Коцарев, ве известувам дека во сабота и ние овде во Бонди ќе му оддадеме почит на докторот, на неговиот гроб како пиетет кон овај исклучително важен човек за науката. Ви благодарам за вниманието. Je vous remercie de votre attention. Своје обраќање имаше и градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, кој истакна дека Охрид, градот на УНЕСКО, како непроценлива историска ризница преку ликот и делото на доктор Коцарев, е збогатен со уште една уникатна приказна, човек кој се родил во нашиот град и оставил бесценато наследство за човештвото. Општина Охрид веќе почна низа подготовки и активности со цел името на доктор Коцарев да го добие своето заслужено место во мозаикот на непроценливи вредности. Поранешниот претседател на МАНО, денес член на претседателството на Академијата, академик Љупчо Коцарев, изрази благодарност до организаторите за честа која му е дадена да се обрати на овој настан.
Почитувани дами и господа, ми представува особена чест и задоволство да се обратам на денешниот собир посветен на доктор Анастас Коцарев, истакнат македонски творец, научник, ерудит, лекар, борец за македонските права, човек чија креативна мисла и луциден дух оставија трајни белези во светот и во Македонија. Охридјанецот и македонецот Анастас Коцарев е еден од пионерите на радиотерапијата и радиографијата. Веќе неколку пати за тоа зборуваа други. Тој прв во светот направил рентгенографија на фотографска плоча на пациент заболен од рак. За неговата научна работа зборувал председателот на Американското здружение за истражување на ракот Ервин Смит на 18-тото годишно собрание на здружението, што се одржало во Вашингтон на 4 мај 1925 година. Во својот говор тој зборувал за работата и за научните достигнувања на доктор Анастас Коцарев и побарал поддршка за неговата работа, апелирајќи да биде поканет да престојува во САД. Доктор Коцарев создаде грандиозно дело, што се уште е присутно во научните кругови. Така, на пример, јас само ќе дадам еден пример, неговиот труд кој што е објавен 1920 година во списанието Швајцарско медицинско списание, том 40, од 111 до 113 страница, според платформата Google Научник и денеска е цитиран тој труд, значи во 2021 година он бил 4 пати цитиран, во 22 3 пати, во 23 3 пати, во 25 година еднашка. Освен научната работа, Анастас Коцарев и го посвети животот на македонската кауза, залагајќи се за единствена и независна Македонија. На 15 декември 1918 година трите македонски друштва, Друштвото за заштита на правата на македонците, Македонија, со седиште во Лозана, Македонското друштво за независна Македонија со седиште во Женева и Политичкото друштво Македонија на македонците со седиште во Цирих се обединија формирајќи Генерален совет под името Генерален совет на Македонското друштво во Швајцарија. Доктор Анастас Коцарев бил избран прво за подпредседател, а потоа и за председател на Советот. Целта на Советот била многу едноставна. Македонскиот народ има право слободно и самостојно да располага со својата судбина, за што нас изборуваше и председателката пред неколку половина час, да речеме. Денес, 30 на години по стекнувањето на независност и по остварувањето на заложбите и визиите на Анастас Коцарев за независна Македонија, полагам надеж дека политичкиот врв во Македонија нема да отстапи од програмата на Коцарев за независна Македонија. Таа програма подразбира две работи, многу едноставно. Македонскиот национален, и тоа сум го зборувал илјаде пати, македонскиот национален субстрат го сочинуваат македонците што живеат во државата Македонија, во соседството и низ целиот свет. И второ, јазикот што го зборуваат македонците, македонскиот јазик има просторен, тоа значи надвор од границите на Македонија, и временски, што подразбира милениумски континуитет. Ќе го завршам ова кусо обраќање со здравица. Овде имам празна чаша, требаше да биде полна со вино. За присутните сите овде што се, ви посакувам среќа и ви благодарам за дружбата и за можноста да бидам со вас на овој ден, 26 март 2025 година. За Анастас Коцарев ја кревам оваа чаша за неговото непроценливо научно дело, за неговата борба за единствена и независна Македонија. За Музеот на македонската борба ја кревам оваа чаша за македонските борци за праведен општествен поредок и за демократија на Балканот, за создавање независна македонска држава како цивилизацијска придобивка и како потреба за обединета Европа. За Ману ја кревам оваа чаша, очекувајќи дека вековната мудрост што се вселила меѓу зидовите на оваа куќа, што се таложела како седев во школка во текот на нејзиното
повеќе децениско постоење ќе придонесе во улогата што Ману и е предодредена. Од Ману се очекува да ја одигра како водилка во наоѓање на патот за достоинствена иднина за Македонија и за нејзините граѓани. Внуката на доктор Коцарев, Сонја Коцарева Трпезановска, како представник на семејството Коцареви, фрагментирано ја представи биографската книга за нејзиниот дедо, во подготовка, како и необјавени писма, документи и фотографии од животот и активностите на нејзиниот дедо. Прикажан беше и документарниот прилог "Заборавени македонски умови", посветен на доктор Анастас Коцарев и е реализиран во 2011 година под водство на професор доктор Божин Доневски по текст на доктор Сонја Коцарева Трпезановска. Македонец бил многу блиску до Нобеловата награда, тоа сигурно е доктор Анастас Коцарев, голем научник и истражувач од областа на медицината, кој бил познат во научната средина подеднакво и во Европа и во Америка. Бил посакуван соработник и професор на многу научни истражувачи, кои во тоа време биле во врвот на научната мисла во медицината. Неговото име го има и во руската медицинска енциклопедија од 30-тите и 60-тите години на 20 век. Неговите истражувања се поврзани со научните умови како што се Марија Кири, Алфред Фроментин, Едуард Пеире и многу други. Напишал и објавил голем број научни трудови, одбранил 2 докторски дисертации и монографии кои го прикажуваат неговиот напредок во медицинските науки. Покрај големиот број на трудови, кои денес многу лесно може да се пронедат на било кој веб пребарувач или база, постои сосема мал број на податоци за неговиот личен живот, што може би се должи на краткиот животен век на гениалниот ум кој починал на 42 години во екот на неговата најголема професионална и научна зрелост. Доктор Анастас Коцарев во светски рамки бил познат и признат радиолог и онколог. Бил професор по експериментална патологија на Универзитетот за медицински науки и лауреат на Медицинската академија во Париз. Заради користењето на радиумот во неговите истражувања, соработувал со Марија Кири во периодот од 1916 до 1922 година. Роден е во Охрид во 1889 година во познатото семејство Коцареви. Татко му, Петруш, бил познат банкар во Охрид, а мајка му, Фроса, била од семејството Маленкови. Имал 2 сестри кои починале многу млади, а исто млада починала и неговата мајка. Основно училиште завршил во Охрид, а гимназија во Солун. Поради загубата на своите најблиски, се одлучил да студира медицина на познатиот медицински универзитет во Женева. За да ги покријат трошоците за неговото школување во Женева, семејството го продало чифликот во Драслаица, кој во тоа време имало дуре 3 чифлици во околината на Охрид – Кадица, Мислешево и Драслаица. Бил добар студент, целосно посветен на науката. Посебно го интересирала експерименталната медицина, заради што по завршувањето на студиите останал во Женева и работел како асистент на клиника на Медицинскиот универзитет. Неговиот прв труд го објавил во 1914 година, а во 1916 година, заедно со својот соработник Алфред Фроментин, ја објавил првата книга. Во 1916 година бил повикан да продолжи со своите истражувања на Медицинскиот факултет на Сорбона, бидејќи се вбројувал во препознатливите личности во медицинската наука. Во Париз продолжил со истражувањата и лечење на пациенти заболени од канцер. Во истражувањата користел радиум, колоидални супстанци,
кој ги инјектирал директно во ткивото на заболените пациенти, не само како терапевска метода, туку и при диагностицирање на ракот. Оттаму потекнува и неговата соработка со Марија Кири, која во тоа време била професор и директор на лабораторијата за радиум на Универзитетот Сорбона. Во неговата монографија, Анастас изразува благодарност за соработка на неговата професорка Марија Кири. Во 1922 година ја направил првата во светот рентгенографија на фотографска плоча на човечко тело на пациент кој страдал од карцином и имал метастази на илијачната коска. На пациентот му бил аплицира радиум и за прв пат било прикажано малигно ткиво. Предложил сликата да се нарекува радиумграфија или куриографија по Марија Кири, но оваа номенклатура не била прифатена од другите научници. За пионерските истражувања на доктор Анастас во тоа време пишувал и елитниот американски весник Time, во кој 1924 година е објавен надпис за неговата работа. За научниот допринос во лекувањето на ракот, доктор Анастас во 1929 година добил награда од страна на Медицинската академија во Париз. Во периодот од 1921 до 1931 година има објавено повеќе публикации и книги од неговата научно-истражувачка работа. На 12 јуни 1925 година во елитното научно списание Science е објавен надпис за истражувањата на доктор Анастас Коцарев и неговиот соработник Вейл. Поради неговите научни достигнувања и границите на корисноста на методот за раното диагностицирање на ракот, за доктор Коцарев се бара поддршка на неговата работа, да се покани да престојува во Соединетите Американски држави. Неговата монографија, посветена на физико-хемиските карактеристики на ракот, објавена во 1927 година, изненадува со прашања кои се гледаат во поодделни глави, посветени на онкогените агенси, експерименталната канцеризација, влијанието на нервниот систем врз ракот. Кога се уште се дискутирало дали клетката има мембрана, тој ги опишувал особините на мембраната на канцерогените клетки. Во книгата има и поглавие посветено на имунологијата и радиотерапијата. Со оглед на примената на радиотерапијата, доктор Анастас особен интерес пројавил кон проблемот на селективното натрупување на радиоизотопите во разни органи. Со ова истражување, тој се јавува како еден од пионерите на методата на авторадиографијата, радиографски слики на органи кои се натрупани со изотопи. Треба да се констатира дека независно од постигнатите резултати, самото поставување на овие прашања е чекор кон нивното решавање. Неговото име било широко познато во науката во светската медицина, а резултатите добиени во други услови на ниво на научен развој продолжуваат до ден денес како актуелни и се уште се цитираат широм светот. Иако целиот свој краток живот го посветил на науката и истражувањата во областа на лекувањето на ракот, желбата му била да се врати во Македонија. Мечтаел во Охрид да изгради институт за истражување и лечење на заболени од рак. После 135 години од раѓањето и 94 години од смртта на доктор Анастас Коцарев, ние, представниците на семејството Коцареви, заедно со вас, драги пријатели и почитувани гости, денес на неговиот роден ден, во нашата слободна и независна татковина Република Македонија,
За прв пат чествуваме и говориме за ликот и делото на еден брилијантен ум. Професор по експериментална медицина, лауреат на Париската медицинска академија. Сите генерации на нашето семејство растевме со раскажувањата за Чичо Анастас, како што ние си го викавме. Враќањето од заборав на доктор Анастас Коцарев започна со проектот кој беше реализиран во рамките на европското одбележување на 100 години од добивањето на Нобеловата награда за хемија на Нобеловката Марија Склодовска-Кири, чиј близок соработник беше и доктор Анастас Коцарев. Во 2011 година на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола беше реализиран овој проект под името Истражувачка видливост. Благодарение на професор доктор Божин Доневски, кој за жал не е повеќе меѓу нас. Тој по сугестија на мојот сопруг, професор доктор Љупчо Трпезановски, ја прочитал сторијата која ја напишав за доктор Анастас Коцарев, а беше веќе објавена во медицинското списание Vox Medici, број 63, во јуни 2009 година. Врз база на овој текст во септември 2011 година, во рамките на овој европски проект, се објави и филмот Заборавени македонски умови, кои сите заедно го погледнавме. За нас, членовите на неговата фамилија, но и за многумина кои дознаа за овој заборавен македонец, преку медиумите имаше една основна дилема. Каде се наоѓа неговото вечно почивалиште, во Женева или Париз, и зошто овој голем научник, но и голем патриот е заборавен од својата татковина. Мојот драг братучет Климент Коцарев, после оваа објава во медиумите, ме израдува, бидејќи успеа да го пронајде одавна заборавеното писмо, испратено од вереницата на доктор Анастас Сесил Пинел до нашата фамилија, а во кое пишуваше за неговата прерана смрт и неговата големина како научник. Таа ја известуваше нашата фамилија дека со одобрение од незините родители доктор Анастас ќе биде погребан во нивната семејна гробница. Нашите сонародници од Франција, Швајцарија и Германија, основачи членови на Сдруженијето Заборавени македонци, на кои бескрајно им благодарам, преку медиумите, дознавајќи за овој наш голем човек, ме контактираа. Тие изразија несебичен интерес и ентузијазам за пронаоѓање на неговото вечно почивалиште. И навистина, пред 4 години успеа да ја пронајдат гробницата на старите општински гробишта во предградието Бонди во Париз. Прекрасно е сознанието дека тие не го забораваат и секоја година на денот на неговото раѓање чествуваат на неговиот гроб заедно со почитуваниот градоначалник на општина Бонди Стефан Ерве и други уважени личности од општината. Исто така, успеа да ја пронајдат ќерката на неговата вереница Сесил Женевјев Брине, која имав чест да ја запознам и лично. Таа заедно со нашинците секоја година им одава почит на доктор Анастас Коцарев, на незината мајка Сесил Пинел, како и на незините почитувани роднини кои таму почиваат. Голема благодарност до фамилијата Пинел, кои знаеле за неговата големина и важност во светската медицинска елита и не дозволиле да биде погребан било каде како тугинец, но одобриле да почива во нивната фамилиарна гробница. Во моје име, во името на членовите на мојата фамилија, во името на нашите предци, но и во името на многобројните потомци, му се заблагодарувам на сите кои допренесува денес да говориме за животот. Се извинувам, сум емотивна, бидејќи ова го чекавме долги години. Значи да говориме за животот и делото на доктор Анастас Коцарев овде, во нашата татковина, во нашата сакана Македонија.
каде тој неизмерно сакаше да се врати. Се надевам дека сите заедно можеме да направиме напори да му се оддаде достоинствена почит, со наименување на институции, со негово име, но и со желба еден ден неговите останки да бидат вратени во родниот град, во неговиот сакан Охрид, во нашата сакана татковина Македонија. Чествувањата за доктор Коцарев продолжија на денот на неговата смрт на старите општински гробишта во париската населба Бонди, каде секоја година се одава почит на истакнат македонски онколог, кој под неразјаснати околности починал во хотелот во кој престојувал во Париз, ноќта помеѓу 28 и 29 март 1931 година.